со вечните преговори кои никогаш не завршуваат. Се дојде до ќорсокакот за како во иднина ќе се учи, како за преседан во меѓународните односи. Председателот на македонската влада побара од наднационално тело, Советот на ЕУ, да го гарантира нашиот идентитет со одлука. Проблемот е што едно такво тело како Советот на ЕУ никогаш не гарантирало, ниту може да гарантира такво нешто, како што идентитетот на народ кој се содржи исклучиво преку главните атрибути, преку кои се препознава, а такви се името, знамето и уставот на нашата држава. Барањето Советот на ЕУ да потврди идентитет на народ е само по себе противречно, затоа што се бара од странски политичари да потврдат нешто што е во домен, не на политиката, на историјата, културата и генерации македонци кои створиле и создале македонски идентитет. На крајот на краиштата, дали навистина мислиме дека македонското слово, песна и икона му значи толку многу на еден португалец, ирец или финец, за со сето свое срце и душа се заложи за македонскиот идентитет на оној начин како што мечтае Мицковски. Најголем гарант за нашиот идентитет е да во нашиот устав пишува Република Македонија. Тоест, повторното возобновување на нашите идентитетски обележа како што е името и знамето е нашиот вистински гарант за македонскиот идентитет.